Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ве пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Честит нека е денот на Викторија, како што велат Викторија Дей. И во вечерашнава наша пак емисија, почитувани слушатели, се јавуваме директно преку етерот на радиостаницата CMR, за да во наредните 60 минути, покрај Блиц вестите, ќе ви го представиме ликот на нашиот сонародник Васко Недановски од рубриката Профил, но ќе дадеме и прилог за со мал коментар, се разбирав, во него ќе биде за браќата од Солун, Свети Кирил и Методи. Денес е празник од Свети Никола Летен, а вторник Свети Кирил и Методи. Користа можност на сите оние кои ги носат овие имиња да им ги честитам и нека им се среќни и вечни. На самиот пак почеток ние да одиме со една жална вест. На неговата 89 годишна возраст почина нашиот сонародник Џан Кузев, роден во Кавадарци. Познат во македонската комуна и како бизнисмен и како председател на Македонската црковна општина Свети Климент Охридски, но и првиот кој го донесе македонското вино овде во Канада. Посмртните останки ќе бидат изнесени во во Heritage Funeral, а последна почит можете да му одадете вторник од 4 до 8 часот навечер, додека пак среда ќе се изврши опелото во црквата Свети Климент Охридски во 11 часот утрото. Не заборавете, тоа е вторник од 4 до 8 часот навечер во Heritage Funeral. Остануват вечно да го жалат сопругата Дана, како и синот Боро со фамилијата и сите најблиски од стариот крај. Сочувство до фамилијата на починатиот Џан Кузев и од името на радиопрограмата Глас од Македонија. На 28 мај црковната општина Света Недела од Еџекс со председател Славе Бунтевски приредува банкет во чест на осветувањето на иконите и иконостасот. Со богато јадење и добра музика ќе поминете и пријатна разонуда. Цената е $70. Идниот ден 29 мај недела ќе богослужува и ќе ги осветува иконите и иконостасот митрополитот канадско-американски господин Методи. После тоа следува ручек кој чини $30. За подетелни информации јавете се до црковниот телефон на 905 426 5355. Црковната општина на Свети Климент Охридски ве известува, односно ги известува сите студенти дека се отворени позиции за работа за студенти во рамките на програмата на Government Summer Job Student. Инаку студентите треба да бидат на возраст од 15 до 30 години. За повеќе информации јавете се до црковниот телефон на 416 421 7451. А исто така повелите и на заедничкиот ручек што го приредува пензионерското друштво Гоце Делчев секој четврток од 12 часот напладне. Доколку пак одржувате семејни слави, крштевки, родендени и слично, тогаш користете една од реномираните сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416 421 7451. И уште една информација, фирмата Недан Тембер Ристет, специјалисти за продавање
или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15-годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Што значи целосен сервис на тимот кој со гордост ја зацврстува врската кај своите муштерии. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан тимот. Телефонирајте уште денес на 647 333 9628 или 905 877 8262 и побарајте го Васко Недановски. Кога зборуваме веќе за Васко Недановски, токму и денес да го откриеме неговиот лик во нашава програма. На околу 15 на километри од градот Битола, во срцето на Пелагониската котлина, расположено е селото Егри. Ова село се занимава со бостан, пченка, односно со жито и зеленчук, но и со сточарство и овчарство. Црквата Свети Арангел е заштитник на селото Егри. Инаку секоја година во август месец селото Егри е домаќин на традиционалната манифестација за забава и дружба Бостан Фест. Тогаш се избира најдобриот производител на пченка, пченица, јачмен, како и најголемата љубеница и динја. Така да, овде се одбележува и светскиот ден на храната. Селото Егри е печалбарско село, а иселени се во преку океанските земји, но и во градот Битола и други градови во Република Македонија. Едно лудо младо, нам
Во Битола во 1979 година уште едно машко дете ја израдува таа околија, а тоа е рожбата на Васко Недановски, син на Томче и Лилја Недановски од село Егри, кои потоа се збогатуваат со уште еден син, рожба, Николче. Основното училиште го завршува во родното Егри, а потоа осмолетка во соседното село Бистрица, додека пак во Битола завршува сообраќајна средно, за да на 21 година потоа доаѓа во Торонто. Васко Недановски се вработува во граѓевинскиот бизнис Construction, за да во 2005 година отвори свој бизнис. Интересно е што овој наш млад македонец, паралелно со работата, тој истовремено се запишува и за 2 години добива диплома како real estate agent. Недановски од граѓевинскиот бизнис се преориентира на real estate-от кој продолжува понатаму, за да во 2017 година стане и real estate брокер, отворајќи ја фирмата Недан Тим, каде го вработува и неговиот син, наследник на ова Александар, додека пак неговата ќерка Калина се уште е во средно училиште.